Јас никогаш не сум бегал во никакви добри или лоши моменти. Јас често сум патувал, тоа е точно. И економски патувања, и политички патувања. Некогаш ќе се поклопи некое патување да има со некој значаен, интересен или лош настан во Македонија. Но веднаш сум наоѓал начин да се вратам, како што беше минатата година со поплавите. Веднаш најдов начин да го прекинам одморот, да се вратам во Македонија и да помогнам колку што можам со моето искуство. А инаку секогаш кога било некаков тежок момент јас сум бил тука. Дали тоа било Кумановските настани, дали тоа било времето кога беше Смилковско езеро, дали не знам, кои сакате потешки моменти за Македонија, кажете ги, јас сум тука. И синоќа јас бев тука. Со авионот кој што беше прв, не имаше преход на авион сад порано, со него ќе дојде. Кога ВМРО ДПМН има 51 пратеник во собранието, не може да се очекува дека ВМРО ДПМН ќе ги одбрани интересите на државата и на народот. И дека народот треба да си ја брани државата. И народот 60 дена го правеше тоа. Со мирни протести, излегуваше на улица и изрази сериозен револт, испрати сериозни пораки. Тоа што некој не ги прими пораките е друга работа, или не сакаше да ги прими. Или некој му беше кажал да не ги прими. Народот сериозно ја свати таа порака и 60 дена, како никогаш до сега. Како ниту еднаш до сега толку долго и толку интензивно и толку масовно излегуваше и секојдневно испраќаше пораки, дека не се согласува со она што го прави ЗАЕФ и СДСМ, дека е против тоа, дека чувствува изборна измама, дека тоа не му беше соопштено за време на изборите.